Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Емилијан, преподобниот Панво и преподобните Пајси и Исаија. Светиот маченик Емилијан. Во времето на Јулијан Отстапникот, во тракискиот град Доростол живеело едно момче Емилијан, слуга кај градоначалникот. Кога царот почнал со оган и со меч да го уништува христијанството низ Римското царство, дошол царски пратеник и во Доростол за да ги убие христијаните, но не нашол ниту еден единствен. Израдувано тоа, тој им направил голема гозба на доростолските граѓани и наредил големо жртвопринесување на идолите и веселба по целиот град и ден и ноќ. Таа ноќ светиот Емилијан тргнал по идолските храмови, но плоштадите и улиците на градот и со стап ги искршил сите идоли. Утредента било ужас во градот. Сите го барале разурнувачот на нивните богови. Тоа утро бил фатен еден селанец кој бил виден како поминува покрај храмот. Емилијан, видувајќи дека невин човек ке страда, си рекол во себе си: ако јас го скријам своето дело, тогаш каква корист имам од тоа што го сторив? Нема ли да се најдам пред Бога како убиец на невин човек? Се пријавил на царскиот пратеник и признал се. Овој разлутен го прашал Емилијан, кој го наговорил да го стори тоа. Маченикот Христов му одговорил: Бог и мојата душа ми заповедаа да ги искршам оние мртви столбови што вие ги нарекувате богови. Тогаш судијата наредил да го камшикуваат. После камшикувањето бил изложени на други маки и во оган да го изгорат. Тука светиот Емилијан го завршил својот земен живот и се преселил во небесниот на 18 јули во 362 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
преподобниот Панво, египќанец и подвижник на гората Нитриска, современик на светиот Антони Велики и самиот голем во монашките подвизи. Бил познат особено поради две особини, што со долго вежбање го заклучил својот јазик и ниту еден излишен збор не изрекол и што никогаш не јадел друг леп, освен оној што тој со своите раце, плетејќи рогозини, го заслужил. Бил сличен на ангел Божји и лицето во староста му било светло како некогаш на Мојсеја, така што монасите не можеле да го гледаат во лицето. Ниту на најпростото прашање не давал брз одговор, без претходна молитва во срцето и без размислување. Еднаш Александрискиот патриарх Теофил ги посетил монасите во Нитрија. Тогаш монасите го молеле Панва зборувајки: кажи му на отецот збор што радува, кој би му бил од корист. Молчаливиот Панво одговорил: ако моето молчание не му користи, тогаш ни мојот збор нема да му користи. Еднаш светиот Панво патувал со монасите по Египет. Кога поминувале покрај некоја група луѓе, кои седеле кога монасите поминувале покрај нив, светиот Панво ги ословил и им рекол: станете и поздравете ги монасите, од нив благослов да примите, оти тие непрестајно беседат со Бога и устите нивни се свети. Овој прекрасен светител јасно прозирал во судбините на луѓето, на живите и на умрените. Се упокоил во Господа во 386 година. Преподобните Пајси и Исаија, родени браќа од богат род, и двајцата монаси. Еден се посветил поради подвигот во пустината, а другиот поради делата на милосрдие кон луѓето. Двајцата ги видел светиот Панво во рајот. Со тоа се решил спорот меѓу монасите околу тоа што е подобро, подвигот или делата на милосрдие. И едното и другото кога се врши во името Христово води во рајот. Достојно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов.
кога со него ќе ја сподели жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.